А сега одиме во соседното студио, каде што е нашиот економски експерт Ставре, кој ми должи 100 евра. Ставре, дали се слушаме? Не ве слушам, студио. Ало, дали вие мене ме слушате? Да, ние тебе одлично те слушаме. Кога ќе ми ги вратиш парите што ми ги должиш? Не ве слушам нешто, но добро, ако вие мене ме слушате, да одиме со вестите од економијата. Добро вечер, почитувани гледачи. Сите знаеме дека во Македонија има премногу должници, односно дека секој секому должи. На прв поглед ова може би делува страшно, но според новите економски анализи, да должиш или да ти должат е всушност здраво за одржување на роднинските, другарските, па дури бизнис релациите. Всушност, ако не должиш или не ти должат, ти си опасен по општество, затоа што го прекинуваш кругот. Например, лицето А му должи пари на лицето Б, лицето Б му должи пари на лицето В, лицето В му должи пари на лицето Г. Се извинувам малце. Ало, еве во студио, што правиш? Да, ми ги носиш парите што ми ги должиш? Па супер бе, те чекам, ајде влези. Фала ти брат, фала ти многу. Сега што фала декември те чекам, ама нема врска. Ова што сега го видовте е редок пример кога луѓето што должат ги враќаат парите. За сите други случаи ви ги препорачуваме фразите: ми се губиш нешто, во ужас сум, ќе те барам, ајде да се чуеме од понеделник, еве баш чекам уште една утакмица, еве чекам некои пари и така натаму. А сега ќе ми извините, имам да завршам една работа. Здраво, еве ти ги парите што ти ги должам и извини што ме почека. Добро, крајно време беше, ама фала. Извини, мене ми должи од декември. А сега да го продолжиш кругот и ти да ги вратиш парите на тие на кои што ти им должиш. Ама јас никому не должам. Никому не должиш, па како тоа ќе пропадне економијата ради ваквите? А ние, драги гледачи, продолжуваме со вчерашни.